а сега е време веќе да го најавиме нашиот прв гостин. Негова домаќинка ова утро ќе биде Ирена. Добро утро за Ирена и добро утро за доктор Михајло Ивановски, кој што е специјалист по травматологија, со тоа што јас би додала дека е познат не само во Македонија, не само во регионов, туку и на светско ниво, како специјалист, ова лаички кажано, за спортски повреди. Така може да си кажам. Може. Добро ви утро. Добро утро, Искра. Особено сте потребен во овој зимски период, иако се уште немаме снегче, но смеам ли да ве прашам едно банално прашање вака рано наутро, бидејќи со гледачите имавме тема за суеверие, за петок, 13. Имавме некои кои се причините поради кои што постои тоа суеверие. И сега ме интересира од научна гледна точка, чисто, дали да речеме на петок 13 има повеќе пациенти кај вас? Дали може би се случуваат повеќе повреди? Не. Не. Значи не би го поврзал. Меѓутоа, пошто беше темата, за суеверие, да, има доста пациенти кои што не ќе да се оперираат на денешен ден, бидејќи е петок 13, а од друга страна има пациенти кои што немаат никаква. Кои што нема, да. Ја конкретно тука продолжувам на работа. Да. Оперативен ден каде што има дел пациенти кои што немаат воопшто. Имаат некои кои што воопшто не гледаат никако на тој ден, има некои кои што навистина имаат страф, има некои онака што се измеѓу, има луѓе кои што не летаат на тој ден, кои што не сакаат да живеат на стан со број 13, хотелска соба, така што се си зависи од нас. Да. Ви благодарам многу, сега поверите со стручната тема. Ова беше онака попатно само. Попатно, фала Искра за убавата најава. Добро утро и од мене и како што веќе го најави Искра нашиот утрински гостин, доктор Михајло Ивановски, хирург травматолог, кој што ова утро ни доаѓа од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Темата за која што ова утро ќе зборуваме, тоа се новитети во травматологијата и во спортската хирургија, односно ќе зборуваме прво за повредите, бидејќи Искра ве најави како специјалист вака за спортски повреди, ама ние ќе зборуваме и за спортските и за рекреативните повреди, бидејќи има многу луѓе кои што си рекреативно си спортуваат, секако дека различно е терапијата и третманот кај спортисти и кај рекреативци. Како и да е, за почеток, добро ви утро еве и од мене, вака официјално, кои се најчести спортски и рекреативни повреди кај популацијата? Најпред добро утро уште еднаш, благодарам за поканата. Да, за среќа имаме се поиште рекреативци, односно нашиот народ се повеќе се рекреира, се повеќе спортува покрај професионалниот спорт кој што си го имаме цело време. Има многу рекреативци кои што независно дали трчаат, пешачат, хајкинг, возење точак. Многу ми е драго што е тоа така, затоа што тоа е еден здрав начин на живот кој што ни треба на сите нас. Меѓутоа, со самото тоа, нели, и спортските повреди, независно дали се кај професионалните спортисти или кај рекреативците, ги има се почесто. Меѓутоа, тоа се повреди кои што не се толку страшни, не се толку драматични. Во некоја друга прилика ќе разговараме за скршеници, фрактури и тие работи. Тоа се дел од спортските повреди, меѓутоа се многу поретки од оние другите кои што се. Како спомнеме коленото, затоа што коленото е најчеста спортска повреда. Тоа страда при самата активност, независно за која рекреација разговараме. Коленото е она што прво и најчесто страда, затоа што рамото како зглоб, лактот како зглоб страдаат, меѓутоа тоа се најчесто кај оверхед спортови, односно ракомет, кошарка, тенис. А колената страдаат и кај нив и кај оние другите кои што играат, да речеме, фудбал или трчаат или возат точак. Сега кога ќе се јават спортска или рекреативна повреда, првите симптоми се сигурно болка, нели, болка во конкретно ако зборуваме за коленото, а и сите ние и што не се занимаваме рекреативно со спорт, имаме болки во колената, обично реагираме, нели, и на промена на времето и сето тоа. Но прашањето ми е кога да се јават, кога е потребно да се јават на доктор? Најдобро е во моментот кога ќе се почувствува. Значи веднаш, да не се чека, да. така. Тука е разликата помеѓу професионалните спортисти и рекреативците, затоа што професионалните спортисти едноставно работат, живеат од тоа и они веднаш што почувствуваат болка, бараат лекарска помош. А за разлика од оние другите рекреативци кои што во моментот ќе ги заболи еднаш, па два пати па пробуваат, па тек после тоа се јавуваат на лекар. Најчесто пак кај рекреативците, сепак тоа е една повозрасна група на пациенти, кај нив врз база на дегенерација настануваат тие повреди во коленото и тоа е поголемиот процент. Само кај 20% од популацијата е кај акутна повреда, траума,
Да, кај спортистите тогаш знаат дека веднаш треба да се јават на лекар, бидејќи тогаш не може Не може да продолжи понатаму Исто се со случува и работа. кај рекреативците, меѓутоа они рекреативците сепак кога болката е толерантна, па се јавува еднаш, па се јавува после 2-3 дена, па се јавува после месец, чекаат најчесто. И Не обично треба да на се своја рака ќе се напиеме нешто, Ќе се сите ние напиеме, против болка. Некој гел ќе намачкаме, Не, така, па и ќе ќе се помине. во разговор нели со комшијата, Да. со пријателот, ја направив тоа, па ја ќе направам тоа. Во принцип препораката е да Да не се прави тоа, така. да се консултира сепак стручно лице, доктор, сепак, да. Е така, значи сега полека доаѓаме до терапијата, до третманот. Така. Се разликува, претпоставувам, терапијата кај спортистите и кај рекреативците. Како би одела терапијата на овие повреди? Во принцип Зависност од повредата, да, нели? значи третманот е горе-доле сличен, мислам да речеме доколку дојде до интервенција, дали е тоа артроскопија или дали е било кој друг хируршки зафат, третманот е ист, нели? Не е различна хирургијата за рекреативци и за професионалци, меѓутоа пристапот кон пациентот е различен. Професионалните спортисти, пак ќе покажам, живеат од тоа и они сакаат што побрзо да се вратат на терен, што побрзо да се вратат на она што го работеле, така да кај нив и пристапот е малце поагресивен. Можеби кај рекреативците би Може пробале... лекувањето да трае подолго, така? Да, може да трае подолго, би пробале некој конзервативен начин на лекување, би пробале можеби инекции. Не мора веднаш со За операција. разлика од професионалните спортисти каде што они бараат соодветен тајминг. Дали е тоа во паузата летна, зимска, кога имаат 2 недели одмор, да се заврши тоа за да може повторно да се, пошто сепак живеат и работат тоа. Да. Третманот е од конзервативен преку апликација на некој тип на инекции па до хирургија, односно до операции. Сите три опции се во игра, сите три опции се опции за да се речи соодветно проблема. Да тој што претходно трчал се врати на трчање, тој што возел тошак се врати на трчање, тој што играл професионално ракоме се врати на терен. професионално играње ракоме. Успешни приказни имат сигурно така, значи Така е. секоја повреда успешно се санира доколку е нели со време навремено и правилно третирана. Ќе зборуваме малку повеќе и за рехабилитацијата, моментот што е по терапијата, односно по терапијата. Она што сакам сега да ве прашам се е тоа кои се новитетите во ортопедијата и травматологијата, бидејќи медицината оди напред. Оди напред, да. Од хируршките техники кои што ги применуваме, ќе почнеме од назад кон напред, нели, од операцијата која што секогаш ќе ставаме на крај, меѓутоа На крај како опција. тоа е опција С, последната опција, меѓутоа постојат хируршки техники кои што ги применуваме, се применуваат на светско ниво, така и кај нас, поготово во артроскопијата на колено, на скочен зглоб, на рамо, на лакт. Значи тоа се минимално инвазивни техники со минимална траума за организмот, максимален бенефит и многу побрзо враќање на Во нормала. Во нормала. Така на нормалните активности. Значи во тренажен процес, во тренажно рекреативно спортување и сите тие работи. Тоа е и целта, нели, да пациентот што побрзо се врати во нормално функционирање, рекреативецот или професионалниот спортист. Она што можеби не е новитет, да, е новитет, таа така да речена ортобиологија, односно тоа Што е тоа ортобиологија? Ортобиологија се апликација на предси инекции поврзани со биолошкиот материјал на нашето сопствено тело, односно тука ќе го спомнам ПРП-то, ќе ги спомнам матичните клетки. Значи тоа е начин на обработка на крвта од самиот пациент и апликација на дел од таа обработена крв, тој биолошки материјал повторно на местото на повредата. Дали ова се употребува само кај повреда или може и како превенција да биде? Значи видете, да, може да биде и кај превенција, поготово кај повозрастните луѓе, затоа што сите наши зглобови имаат рскавица. Рскавица е структура која што не се регенерира, која што многу тешко може да се обнови, а треба да се заштити. Инаку овој тип на инекција ортобиологијата се применува како за повредите на зглобовите, така како за регенерација, условно кажам, зглобовите, така и при мускулоскелетните повреди, односно при повредите, руптури на мускули, хематоми, воспаление на тетивите и сите тие работи. Иако мора да спомнам дека сепак ПРП-то конкретно или тие инекции ги користат и за апликација во коса, лице, во дерматовенерологијата и се користи во се користи, да. Како ја викате, естетската хирургија, Естетската хирургија се користи, да, се повеќе. Тука покрај ортобиологијата, значи во тој спаѓаат и апликацијата на хиалурони и колагени, тоа се готови инекции, добиени во фармацевската индустрија, кои исто така се имаат сличната или истата примена.
Да. Она што е интересно кога зборувавме нели за повреда на коленото, кажавте рскавицата нели е нешто што не се обновува. Често пати на своја рака колаген си земаат луѓето, еве вака кажавте нели во совети еден кон друг, тоа го помага како превенција некоја како, односно, па не превенција, туку дали може тоа да ја обнови рскавицата? Како што кажав, регенерацијата на рскавицата е мит. Значи, многу еден куп операции, еден куп техники, трансплантации, сето тоа во нашиот и во светот на медицината функционира, се преминува, меѓутоа многу тешко оди. Пиењето колаген, хиалурон, вештачка ајкула, да. Сето тоа не одмага. Колку помага не можам да кажам, меѓутоа не одмага. Да, пиењето има некакво влијание, меѓутоа сепак конкретно за зглобовите за рскавицата, апликацијата на инекциите е малце. Сепак јас сум хирург, ја работам со скалпер и со игла, така да апликацијата интерартикуларна е за мене подобар метод за ова што кажувате ортобиологија. Да. Тоа е новитет нели во ортопедијата. Докторе, сега да ве прашам за рехабилитацијата, значи по третман доаѓа рехабилитација, која што е неминовна доколку станува збор за хируршка интервенција. Ке кажете како оди рехабилитацијата, во кои центри се применува еве кај нас? Значи, што им препорачувате на пациентите по операција? Така, ние хирурзите, поготово хирурзите што работиме травматологија, спортска травматологија, непосредно соработуваме со физијатрите и физиотерапевти. Значи, тоа е еден неминовен процес, затоа што џабе е направена успешна операција, ако нема успешна рехабилитација. Значи, тој пациент после операција првен треба уште веднаш после операција да се застане, да се раздвижи, па после тоа помине период на една негови елементоа рана рехабилитација, значи дали во болнички услови, дали на место каде што се спроведува физикалната, па понатаму до една, да речеме, конкретно за професионалните спортисти, враќање во тренажен процес. Тоа е една посебна, да речем, наука. Значи, тоа се луѓе кои што работат враќање во тренажен процес. Од моментот кога ќе му се дозволи на спортистот да се врати во тренажен процес, до моментот за да може да изигра, не знам, 60 минути ракомет или 90 минути фудбал, тоа е еден период од неколку недели, неколку месеци, во зависност од повредата и во зависност на хируршката интервенција, за да се врати во тренажен процес. Значи, после било која интервенција, зглобовите се укочени, мускулите се намалени. Значи, тоа е процес тренажен, кој што го спроведуваат, да речеме, или физијатрите, или физиотерапевтите, или кондиционите тренери, па ќе кажам, тоа е цела наука, за да се врати во комплетен тренажен процес. Да. Центри, значи, во наша држава има доста, да. Имаме и ние во Аџибадем Систина, имаме нешто што во текот на наредната година ќе биде нешто ново и кај нас, ќе разговараме друг пат, значи во план е да се направи еден убав голем центар каде што ќе ги споиме хирургијата, ортобиологијата, рехабилитацијата, превенцијата, така, еден убав голем комплекс кој што понатаму ќе разговараме, односно во друга прилика. Значи може со слободно да кажеме дека ги пратите светските Аџибадем Систина, светските трендови кога е во прашање ортопедијата и травматологијата. Има успешни приказни, колку време трае рехабилитацијата од прилика? Најкус до најдолг, зависно се нели од повредата, меѓутоа кога веќе можат спортистите да се вратат веќе на терен, професионално на својата работа? Пак ќе кажам, рехабилитацијата зависи од повредата, начинот на третман и рехабилитацијата. Значи, видите, од 3 недели па до 12 месеци. Значи, секоја повреда си има свој. И она што на крај, за да го заокружиме разговорот, е превенцијата. Како да спречиме да не дојде до повреда и кај спортисти и кај рекреативци? Превенцијата од повреда е многу битна. Пред се кај рекреативците, значи ќе ги спомнам рекреативците затоа што соодветно загревање пред било која рекреација е апсолутно многу битно и соодветно истегнување после рекреацијата. На мускулите, така? Да, и мускулите на целото тело. Значи, тоа е превенцијата што може секој од нас да ја спроведе. Таа превенција спроведуваат спортистите во клубовите, пошто сепак они се загреваат со тренер, се истегаат со тренер и би требало да се малце нели позбринати. Тука ќе ги спомниме и младите професионални, односно многу млади деца спортуваат и тоа е добро. Кај нив е многу битна превенцијата. Значи многу битно, поготово во фаза на развој и на раст,
на коските на тетивите, соодветно загревање, соодветно и стегање и соодветен број на часови тренинг. Значи се знае дете на која возраст колку часа неделно, Треба да месечно тренира. треба. Значи, секој overage, секој преоптеретување, поготово во таа ранлива фаза кога се расте, се развива, е многу битно. Така да превенцијата почнува уште од најмалата возраст. Така е. Доктор Ивановски, ви благодарам за ова утро, за гостувањето во утринската програма. Јас се надевам и верувам дека ќе има повторно повод да ни бидете наш гостин овде. Ова е секогаш актуелна тема, кога станува збор за повредите, па не само во зимскиот период, туку и во текот на целата година. Ке ве ослободиме сега и ке ве пуштиме да се вратите на своето работно место. Предпоставувам веќе 8 часот. Ве чекаат и пациентите. Благодарам. Ви благодарам и јас и на двајцата. Докторе, секогаш сте добреден овде, а верувам и во домовите на нашите гледачи.